вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Вилковска. Првата недела од функцијата претседателот Барак Обама се фокусира на економската ситуација во Соединетите Американски држави. Тој се очекува неделава да лобира кај законодавците за одобрување на економскиот стимулативен пакет тежок 825 милиарди долари. Предложениот пакет за економска обнова ќе биде само една нога на потребното столче, најмалку троножец. На средба со конгресните водачи во Белата куќа, претседателот Обама побара итно да го усвојат владиниот пакет од 825 милиарди долари за стимулирање на економијата, како и надпартиска поддршка. Знам дека се уште има разлики меѓу владата и членови на Конгресот за некои детали на планот, но мислам дека оваа група обединува сознанието дека се соочуваме со несекојдневна криза, на која мора брзо да се одговори. Обама предвидува планот да резултира во отворање 3 до 4 милиони нови работни места, најповеќе преку проекти од јавен интерес, како подобрување на патната инфраструктура. Во планот е вклучена и парична помош за владите на сојузните држави, даночни скратувања за поголемиот дел работници и поддршка на малите бизниси. Сепак, некои републиканци, како водачот на републиканското малцинство во представничкиот дом, Џон Бонер, велат дека планот чини многу и нема да ги оствари целите. Има цела редица прашања во овој пакет што немаат врска со нови работни места или пак помош за луѓето да не ги загубат постојните. Некои стручњаци пак сметаат дека е потребен поголем економски потик со оглед на отпуштањата и се полошата економска ситуација. Економистот Роберт Катнер предлага владата да потроши дури $1 трилион годишно наредните 2 години. За да има потик доволно голем да ја врати економијата во нормала, а кога ќе се врати растежот, да почнеме да го отплаќаме долгот. Конгресните лидери се оптимисти дека планот ќе биде усвоен и дека Обама ќе го потпише пред средината на февруари. Американскиот подпредседател Џо Бајден очекува повеќето од лицата осомничени за тероризам кои се наоѓаат во Гвантанамо да бидат депортирани во нивните родни земји или на друга локација во рок од 1 година. Председателот Обама во четвртокот потпиша одлука за затворање на контроверзниот притворен центар Гвантанамо за 1 година. Тој нареди преглед на вкупно 245 случаи за да се одлучи како да се гонат кривично оние кои евентуално извршиле злоусторства. Некои американски законодавци се загрижени дека затворањето на Гвантанамо ќе доведе до тоа некои опасни притвореници да се најдат на слобода. На неодамнешна пресконференција во Пентагон, секретарот за одбрана Роберт Гейтс говореше по одлуката на претседателот Обама за затворање на притворниот центар Гвантанамо во Куба. Тој истакна дека предизвикот е како да се стори тоа, а истовремено да се заштити американскиот народ. Американскиот претседател Барак Обама нареди затварање на притворниот центар во заливот Гвантанамо на Куба во рок од 1 година. Групите за заштита на човекови права оценуваат дека ова е чекор во вистинската насока и барат новата влада да продолжи во истата насока. И секретарот за одбрана Роберт Гейтс кажа дека се работи за позитивен потек. Closing Guantanamo creates Затварањето на Гвантанамо им отвара нови можности во однос на партнерството со други земји и подготвеноста на другите земји да соработуваат со САД против насилните екстремисти. Во Европа многу земји ги повикаа САД да го затворат центарот. Гейтс изјави дека сега е можно некој од нив да примат дел од ослободените лица од Гвантанамо. Секретарот за одбрана говореше и за Ирак, откаде претседателот Обама сака да ги повлече американските трупи во рок од 16 месеци. Гейтс подвлече дека неколкуте избори што годинава треба да се одржат во Ирак ќе помогнат да се утврди дали земјата е доволно стабилна за да започне процесот на повлекување. Обама сака да распореди дополнителен број американски војници во Авганистан. Гейтс на пресконференција изјави дека трансферот на американските трупи од Ирак во Авганистан представува приоритет број 1. Вашингтон се залага и за искоренување на трговијата со дрога во Авганистан, кој е најголемиот снабдувач на опиум во светот. Гейтс истакне дека доколку трговците со дрога му помогнат на Талебан, ќе станат цел на американските сили.
Филмот Slumdog Millionaire, снимен во Мумбај, Индија, е добитник на наградата Гилд за најдобро остварување на актерската екипа, што ја доделува синдикатот на американските филмски работници. Во филмот, во кој глумат главно непознати актери за американската публика, станува збор за момче кој освојува прва награда во игра на среќа, но и срцето на девојката од неговите соништа. Покојниот Хит Леџер е добитник на наградата Гилд за најдобра споредна улога за филмот The Dark Knight на само неколку дена од одбележувањето на годишнината од неговата прерана смрт. Во продолжение прилог од областа на здравството, болест на периферните артерии што предизвикуваат болки во нозете и стапалата. Еве како едноставни вежби може да помогнат во ублажување на состојбата. Чарлс Медоуз знаел дека нешто не е во ред кога почнал да има болни грчеви во нозете. Можев да одам до следната улица и морав да застанам и да се одморам. Знаев дека тоа не е нормално. Медоуз бил диагностициран со болест на периферните артерии. Се вклучил во студијата на Универзитетот во Чикаго. Оваа болест најчесто напаѓа средовечни луѓе и постари. Посебен ризик носат пушачите и диабетичарите. Лекарите често ги промашуваат знаците на болеста, додека таа не напредне. Тестирани се 3 групи на пациенти. 2 групи вежбале под надзор, 6 минути дневно, на машина за одење или употребувале машини за зајакнување на мускулите на нозете. Доктор Мери Макдермот ја предводела студијата. What surprised me was the fact that the leg strengthening group had a significant... Таа вели дека се изненадила колку напредок покажале пациентите кои ги зајакнувале мускулите на нозете. Тие набрзо можеле подолго да пешачат и да се качуваат по скали. Се подобрило и нивното кардиоваскуларно здравје. 156 пациенти учествувале во студијата, од кои повеќето немале класични симптоми на болеста. Доктор Макдермот вели дека сеедно дали има болка или не, нивното целокупно функционирање е ограничено и со време опаѓањето на здравјето го забрзува темпото. По 6 месеци редовно вежбање, Чарлс Медоуз вели дека се чувствува многу подобро и болките се многу намалени. И ова е крајот на денешната емисија. Го гледавте News Flash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Пријатна вечер и до гледање до утре.